Врз основа на член 81 од статутот на фабриката за порцелан и керамички плочки Борис Кидрич Тито Велес, работничкиот совет, врз основа на предлогот на извршниот одбор при фабриката, донесе одлука за прогласување на најдобар работник самоуправувач во фабриката, најдобри работници самоуправувачи на ниво на основни организации на здружен труд и на ниво на работни организации, како и најдобро оделение. Ви ги представуваме најдобриот работник самоуправувач Стерио Јавас, високо квалификуван машинобравар. Најдобри работници на ниво на основни организации на здружен труд Ефрем Ѓорчев, Љубе Димов, Страхил Кузев и најдоброто фритно оделение. Кој беа поводот и целите на оваа одлука? Ние користиме повеќе форми за стимулативно наградување на работниците, односно кои стимулативни форми можат да ги поттикнат луѓето на поголема продуктивност, по-добар домаќинлук во работењето, по-добар однос кон средствата за работа. Меѓу тие сите форми испаѓа и оваа форма за избирање најдобар работник во организацијата на здружениот труд, во основните организации на здружен труд, во работните оделења, па исто така и прогласуваме и најдобро работно оделење во организацијата на здружениот труд. Најдобар работник сум во оделењето Развој, кој брои 42 работника. Кога јас разбрав, кога чув јас од другарите дека ми изгласија за најдобар работник, јас се осетив многу овака весел и се захвалив на моите другари и им пожелувам и они со нивната работа, со нивното залагање, заеднички и они да постигнат годинава или едните години добри резултати и бидат најдобри работници во фабрика. Вие секако тогаш бевте задоволен и среќен, не? Кога јас чув од другарите дека мене ми изгласија за најдобар работник, ја бев среќен. Што е за вас среќата? За мене среќата се состои во тоа, затоа што после 15-20 години јас го добив оваа признание и сега им давам потик на моите другари да своите задачи си ги исполнуваат своите задачи на време и планските норми ги исполнуваат и ги преисполнуваат 10 до 15%. Меѓу другите награди што ги добивте како најдобар работник е и 15-дневно бесплатно летување. Дали веќе размислувате и одлучивте каде ќе го помините? 15 дневно, јас одлучив да одам во Клишево. Таму го користам годишниот одмор. Што вие сметате, каков треба да биде, што треба да поседува најдобриот работник? Најдобриот работник треба да поседува, да биде примерен, да ги исполнува своите задачи на време, да ги исполнува своите задачи на време и со тоа докаже на идната генерација да и они со неговиот пример се служат и они утре да постигнат добри резултати и бидат најдобри работници и у работна организација и у оквирна фабрика. Сега сме во шамотното оделение и наш соговорник е најдобриот работник на ово оделение, леарот Ефрем Ѓорчев. Неговата работна организација годинава влегува во својата трета деценија од животот, а заедно со неа тој јубилеј го слави и другарот Ѓорчев. Да се навратиме кон тие минати времења, кон тие минати 21 година. Да се подсетиме на некои мигови, некои детали, некој интересен настан од работата и животот во оваа организација. Па види, никога дојдеме во фабрика за порцелан, тоа ги работиме на превентивен начин. Додека денеска многу е подруг начин на работа. Имаме нови машини, нови печки,
многу повисока гледа на квалитетот и ред нели други работи. Како најголемо впечатление тога ни остана што тога одеме нисо локал. Губиме време по 2 сата и 3 плюс работните сати кои ни беа на нашите на работата. Додека денеска за 15 минути се враќаме град фабрика или обратно фабрика град. Дали тогаш беше вака механизирано? Не, тоги на примитивен начин работиме, не беше механизирано како сега што е. Додека сега многу подруг начин на работа. А кои се вашите постигања, вашите резултати кои придонесоа да бидете избран за најдобар работник на вашето оделение? А види, од почетокот работам како ливец на квалификовано работно место, до денеска не сум казнуван, применен сум во дисциплина во се, вадам норма од 10 до норма 150 парче, ја вадам 165, што значи 10 до 15% дама плюс преку нормата. Како вие го примивте ова признание, што тоа за вас значи? Како на него се радуваа вашите другари и вашите домашни? Ова признание јас прво го примнав со големо задоволство, а исто така и моите другари кои работиме заедно, бидејќи и они се трудат сите да станат најдобри работници, но меѓу нив мора да биде еден како најдобар и мене ме избра од нив, од средината на 15 души кои се во работен од нас во оделението Шамотара. Исто така кога му соопшти дома на мојата фамилија, и нимо со големо задоволство, бидејќи на 55 години да станеш најдобар работник на ниво на основна организација на Сдружен труд на Југо Парцелан, тоа е големо задоволство, како за мене, така и за моите фамилија. Како вие станавте најдобар работник? Најдобар работник стана ево Мацин Готорова, што узнеси од 30 души. Бев пример работник, дисциплинован, редовност на работата имав, другарски односи ги исполнува према другарите, планот ги исполнував. Кој е вашиот план? Нашиот план е месечен 1.250.000. Тоа е утовар? Утовар на Готорова. А што за вас значи ова признание? Ова признание за нас значи ја као пример работник и награден во оделението сум горделив од моите другари што ми избра као најдобар работник. Како тие го примија тоа, точно вие да бидете најдобриот меѓу нив? Они го примија предвидејќи мора во наше оделение да има еден, ако од тие 30 души мене ме избра. Од 28-те оделенија во вашата работна организација, најдобро е вашето оделение. Представете ни го. Нашето оделение се состои од две оделенја. Едно припрема на фрита за зидни плочки, а и едно е мелење на глазурата за зидни и подни плочки. Запослува 20 работника. Како е производството? Производство е негде околу 2500 тона фрита и околу 2500 тона глазура за една година. Што за вас 20 запослени работници во ова оделение значи признанието да бидете сепак најдобри? За нас тоа значи едно. Секако признание. Признание за работата, за тоа поврска према колективот кој ни е нас даден. Па мене ми се чини оти треба да денеска да префрлиме колку тони, околу 12,5 тони дневно да префрлиме. За месечно треба околу 220 или 30 тона треба таму да префрлиме. И тоа, значи за да доеме најдобро оделение да ни изберат као што и ни избраа. Мислиме и понатака пак да бидеме уште подобри. Затоа што добра плата имаме сега за сега и мислиме и понатака треба да бидеме подобар живот треба да имаме. Сега за сега. И понатака па исто и за нашите деца тука треба да дајме могуćност за работа да направиме уште погони онака како што мислиме. Другар Кузев, што треба да поседува еден човек за да биде најдобар работник?
Прашањето е многу едноставно и основно секој ден да го знае тоа. Пред се да одговори на обавезите за кои е платен. Пред се дисциплина, редовност на работата, другарски однос, педантно и совршено исполнување на плановите, да душе тука у фабричниот ресторан планови немаме, посебни норми и така натака, али тука е тимска работа и со меѓусобно залагање идеме до резултат. Вие сте сега пензионер. Признанието најдобар работник го добивте непосредно одејки си од овој работен колектив каде поминавте повеќе години. Што ова признание значеше за вас? Да, тоа е точно. Нормално, кога се оде у пензија, заедница на известен начин обезбедува екзистенција за преостаналиот дел од животот. Од една страна, од друга страна, човек малте се очајава, бидејќи веќе е на измак. Од друга страна, ова што е на измак го надополнува признанието мое од страна на мојот колектив, односно мојата основна организација, која, без двоумење, ме прогласи за најдобар работник на нашата основна организација и тоа ми дава поттик, волја да со одењето од фабрика пак вака да гледам со поверење со моите другари со кои сум живеал. За вас е... А тоа, они го искажале со твоето гласање за мене и ја верувам сум отишал со едни хубави успомени од тука за кои никогаш не ќе бидат заборавни. Тогаш да се вратиме на богатото животно и работно искуство од 40 на години. Ке сакате да се подсетите на некој миг од ова работна организација, оно што може би помалку ќе го заборавите или на кое почесто се присетувате? Верно, од толку години секако има многу, само за ваков краток период не може да се искаже. Не знам дали тоа уделку на работата или духовитост некоја. Мене што ми паднало за пажање тука, делењето на манџа, на јадења, се обавува на два шалтера со еднакви јадења. Меѓутоа се дешава да едниот шалтер порано или покасно го потрошил некое јадење кое на другата страна го нема, а бидејќи редицата е долга, клиентот бара да биде услужен со таква. Ја меѓу време, макар да не ми е тоа у делокруг на работа, сакајќи да услужам, тоа и го правев. Меѓутим, не секогаш радо, бидејќи куварите тоа не го прифаќаат за исправно и така некогаш морав и да одбивам и при најголема желба да услужам. Да се биде најдобар меѓу толку многу добри работници секако не е ниту едноставно, ниту лесно. Како вие го постигнавте тоа? Ово ја постигнав со голем труд на работа, дисциплина и сите задачи што ми дават мои раководни лица и одвршувам сите обавезни на време. И добри односи со колегите, мои колеги. Не значи оти јас сум најдобар ова минатата година, значи има и меѓу нас уште подобри работи. Има сега пам на мене 2 година да бидам најдобар работник, како реков преска, со голем труд, залагања, дисциплина и сите тие работи ми доведе до овој степен да бидам најдобар работник во фабриката. Како вие го примивте ова признание на вашите другари? Со големо задоволство го примам тоа признание, а од друга страна имам големо обавези према фабриката и спрема мои колеги за да бидам уште подобар, подисциплиниран, подобар работник и уиднена. Вие работите како монтер. Која е вашата работа? Кои се вашите обврски и колку долго се наоѓате на работа тука? Во фабриката сум 14 години. Моментално работам како монтер, монтирам автомизер, ова како персонално. Обавези мои се колку побрзо да завршам монтажата
толку подобро за нашиот колектив опште. И уедно стварно имам потешкоти у монтажата, ама ја давам обавезно фабриката, оти ќе завршим на време. Тоа значи колку побрзо, колку по-навреме, Да. толку подобро завршена работа и толку поголема добивка. Така. А покрај другите награди што ги добивте, во одлуката стои дека доколку не ви е решено стамбеното прашање, како награда ви стои добивање на стан. Како стоите вие? Мене стамено прашање не ми е решено, ама се надам у иднина да го решам према фабриката како има према одлука на Работни совет. Веќе трета година го правите изборот на најдобрите работници и најдоброто оделение во работната организација. Секако зад вас е веќе едно одредено искуство. Кое е тоа искуство? Па, видите, самите постигнати резултати во организацијата на Сдружениот труд зборуваат за резултатите од едни вакви форми. А тоа се повеќе што може да се наброат. Вкупниот приход на работната организација, остварената акумулација, порастот на личните примања на вработените, задоволување на сите обврски, инвестиционото влагање во работната организација, тоа сето зборува за едни добри резултати постигнати од сите овие форми што ги применуваме ние за стимулативно наградување, а тоа се и резултати на залагањето на сите вработени во организацијата на Сдружениот труд Порцеланка. Фабриката за порцелан и керамички плочки Борис Кидрич годинава навлегува во третата деценија на својот живот. Во почетокот во 1954 година оваа фабрика произведе порцелан за широка потрочувачка само 27 тона, а во неа беа вработени околу 600 работника. Денес Борис Кидрич израсна во гигантна индустријата за неметали. Околу 1660 работници сега произведуваат порцелан за широка потрошувачка, украсен порцелан, керамички зидни и подни плочки во бои различни декори, како и уметнички репродукции. Финансиските резултати, искажани преку големината на вкупниот приход и издвоените средства за фондеви, бележат подем. Така, например, во 1973 година вкупниот приход изнесуваше 184 милиони динари, во 1974 година над 220 милиони, а според прогнозата за годинава над 300 милиони динари. Додека, според предвидувањето до 1980 година, се очекува вкупниот приход да изнесува над 750 милиони динари, а бројот на вработените да се зголеми за уште 650 работници. Просечниот личен доход во 1975 година се очекува да изнесува 3000, а во 1980 година 5000 динари по вработен. Вкупното производство во текот на годинава се очекува да изнесува над 46250 тони, од кои 6600 тона порцелан, 26571 тон зидни и 13079 тона подни плочки.